Очигледно дека двете најголеми буржуаски партии кои 30 години владеат со Македонија традиционално сакаат да искористат работници веќе 10 години сезонски, односно за 9 месеци, значи за 2/3 од годината ги нарекувате сезонски работници. И тоа традиционално вие мислите дека тие треба секогаш да бидат така вработени. Какво Скопје ние градиме за каква визија за Скопје кога ги експлоатираме најдолните категории на работници. Значи да, очигледно е дека се јавува потреба за овие предпријатија да имаат вработени луѓе и од една страна треба градот да одвои пари и да им даде на овие предпријатија дека за да ги исполнат, токму да ги вработат дури на неопределено време ако се јави појава. И не е точно дека имаат сите осигурување здравствено, затоа што ако имаат одредени приходи кои што ги надминуваат приходите као граничник, онда може да се јави проблем и да немаат здравствено осигурање. Но не се работи тоа. Кога не подлегнуваат под законот за работни односи, тогаш они имаат знатно помалку работнички права. И ова се категорија на граѓани кои што се генерално најсиромашни, како што кажевте вие, дури од Заводот за работување се ангажираат заради тоа што се невработени и вие сакате оваа категорија на работници традиционално секоја година да ги искористувате без без осигурување. Мислам, тоа е недозволиво. За какво Скопје ќе правиме муабет? Мислам дека да, моментално можеби не е предвидено со буџетот, но во ребалансот ние ќе бараме тоа да се предвиди и бараме од предпријатијата кои што овие работници ги ангажираат да направат калкулација и да ни достават колку плюс средства им се потребни, ние ќе излеземе во пресред за тоа.